и во Македонија веќе нема неопределени. Во Битола и Македонија постои консензус. Консензус за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Консензус за господинот Никола Груевски. Во Битола и Македонија се е јасно. Граѓаните немаат дилема. Победуваме со огромна разлика, бидете уверени. Градот доби нов лик. Се вложуваше наменски до 50% од вкупниот буџет на општина Битола за капитални инвестиции. Се инвестираше во образованието, во училишните згради и опрема, а заедно со владата на ВМРО ДПМН и во компјутеризација, и во бесплатни учебници, и бесплатен превоз на учениците, и се направи шеталиштето, и се изградија водоводи, и улици, и се реализира заедничкиот проект со владата на ВМРО ДПМН, булеварскиот влез. Почитувани присутни, идниот период ќе почна да се градат фабрики во Битола. 13 инвеститори купија 29 парцели и со своите проекти овој период ќе дојдат да побараат одобрение за градба. Во Битола ќе се гради, во Битола ќе се вработува идниот период. И затоа, почитувани мои, ако сакаме да го правиме тоа, многу е едноставно. На 5 јуни, во 5-та изборна единица, треба да се заокружи бројот 5. Денеска гледаме кој нема образ. Нема образ оној кој што ја создаде невработеноста и стечајците во Република Македонија денес да зборува за вработеност и за стечајци. Бранко Црвенковски е креатор на невработеноста и стечајниот феномен во Република Македонија, за разлика од Груевски, кој што покажа почит, разбирање и поддршка за стечајците во рамките на можното. Бранко Црвенковски е синоним за криминалот, корупцијата, шверцот и организираниот криминал во Република Македонија во последните 20 години. За разлика од него, владата на ВМРО ДПМН покажа, докажа и ќе продолжи безмилосно и безселективно да се бори против сите оние олигарси, криминалци и луѓе кои што се огрешиле пред законот или прават било каква корупција. Дури и по цена на силни политички и медиумски удари, кои што можат да ни нанесат и сериозна политичка штета. Нема да отстапиме од нашата заложба, да продолжиме со борбата против криминалот и корупцијата и тие кои што вршеле криминал и корупција да немаат мирен сон додека не бидат изведени пред лицето на правдата и пред македонското судство. Бранко Црвенковски и Радмила Шеќеринска се оние на кои што најдобро им е познат криминалот со ТАТ, штедилницата која што за Битола направи економска катастрофа, ТАТ кој што зацрни многу битолски семејства, ТАТ кој се поигра со судбините на многу наши битолчани. Тоа е Бранко Црвенковски и тоа е неговата инвестиција во Битола. И никогаш во последниве 15-20 години никогаш не сме ги слушнале јавно и гласно ниту Макрадули, ниту Шеќеринска да изразат макар било каква критика или да побараат морална осуда и одговорност за криминалот кој што беше направен со ТАТ и кој што ја погоди најмногу градот Битола. Кратко кажано, Бранко Црвенковски, од него може да слушнете ветување и да имате разочарување. Од Никола Груевски можете да слушнете ветување и да доживеете остварување. Тоа е разликата помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН. Тоа е разликата на дадениот збор, на вербата, на доблеста и честа да му се сложи на својот народ. Добро вечер, Битола! На 5 јуни Бранко Црвенковски
ќе замине од политичката сцена во Република Македонија. На 5 јуни Бранко Црвенковски за секогаш ќе ја напушти политичката сцена во Република Македонија. На 5 јуни повторно народот ќе ја даде довербата на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобна Македонија. Победуваме! Драги пријатели, во 2006 година ВМРО ДПМН дојде на власт и наследи разрушена економија, наследи луѓе без надеж, најде народ кој што веќе никому не му веруваше и не веруваше на ничие ветување. Она што го направивме е брзо да се зафатиме со промени, со реформи и со исполнување на она што го бевме ветиле во нашата програма Преодбата во 100 чекори. Нашите 5 стратешки приоритети беа и понатаму ќе останат. Прво, економија, инвестиции и нови работни места. Тоа беше и така ќе биде и во иднина. Второ, приклучување на Македонија кон НАТО и Европската Унија. Трето, борба против криминалот и корупцијата со засилување и зајакнување на судскиот систем и на државната администрација. Четврто, одржување на добри меѓуетнички односи помеѓу сите етнички заедници во Македонија и зголемување на меѓусебната доверба. И пето, зајакнување на образовниот процес и давање можност секој човек во Македонија да може да собере повеќе знаење и да научи и да стане помокен и посилен. Тоа беа нашите 5 стратешки приоритети по кои што работевме. На Македонија и се потребни 4-5 последователни години за да се видат вистинските ефекти од една ваква политика. И јас сум сигурен дека тие 4-5 последователни години доаѓаат и се сега пред нас. Затоа велам дека главната цел на новата програма, на манифестот за реформи и развој, на манифестот за Македонија, на следните чекори напред, се нови работни места. Тоа е целта на манифестот. Тоа е целта на овие над 1200 проекти. Отворање на нови работни места во Република Македонија. Со оваа програма продолжуваме со политиката на ниски даноци. Ќе се укине данокот за сите фирми кои што имаат годишен приход до 3 милиони денари. Ќе се намалуваат придонесите за здравствено и пензиско осигурување. Зошто го правиме ова? За да останат повеќе пари во фирмите да инвестираат во опрема, во капацитети, во погони, во машини на кои што ќе се вработуваат нови луѓе, за да се отвараат нови работни места во Македонија. Оваа програма обезбедува да го довршиме започнатиот проект за набавка на опрема и на медицински апарати во вредност од 100 милиони евра во македонските болници. Набавка голема како никогаш до сега во Македонија. Оваа програма, овој манифест дава можност во иднина секој наш граѓанин кој ќе дојде во ситуација да мора да се лекува во странство, да не плаќа партиципација поголема од 200 евра. Оваа програма обезбедува градба на над 2100 социјални станови и куќи за граѓани кои што не можат да го остварат тој сон заради нивните ниски примања. Оваа програма, овој манифест гарантира дека Битола во наредните 4 години добива парно грејење, изградба на топлификацијски систем
за централно грејење на Битола, како и за Могила и за Новаци, со што би се обезбедило грејење за над 55.000 потрошувачи. Оваа програма, овој манифест и ова ваше да на 5 јуни ќе значи и подобрување на патната врска од Градско до Прилеп и Битола, преку изградба на експресен пат од Градско до Дреново со минимум 3 ленти. Сега ќе ви кажа малку зошто СДСМ и Бранко Црвенковски ќе доживеат катастрофален пораз на овие избори. Прво заради тоа што Бранко Црвенковски е човекот кој ја донесе сиромаштијата и невработеноста во Македонија во 90-тите години. Тој ги направи стечајците во Македонија. Бранко Црвенковски е човекот кој што ја направи најсрамната приватизација во Европа, која што на мал круг на луѓе им даде можност за символични суми да приватизираат капитал вреден 5 милиарди евра и да избркаат над 200.000 работници од работа, да ги направат невработени и стечајци. Затоа Бранко на овие избори ќе изгуби катастрофално. Затоа што во негово време пропадна 476 фабрики во Македонија и беа разграбени. Затоа што во негово време и под негова покровителска палка на Битола и се случи најголемата катаклизма, најголемото цунами што досега се случило на овој простор. Пропаѓањето и грабежот на ДАТ, Лавци, Алфа-С, другите штедилници, причина заради која што и илјадници и граѓани не ги загубија само парите, ги загубија и животите. Го гледам зборува за странските директни инвестиции. Човекот што кога во 90-тите години, кога беше премиер, замислете, имаше годишен прилив на странски инвестиции во износ од, например, во 95-та 9 милиони долари или во 96-та 16 милиони долари годишно. Денеска во време, во 2007, кога имаме 507 милиони евра, околу 700 милиони долари, или во 2008 430, околу над 600 милиони долари. Денеска тој човек има лице да зборува за странски директни инвестиции. Човекот кој што го избрака Ауди од Македонија и не му дозволи да инвестира во Македонија, да вработува и да дојде познат светски бренд во Македонија. Тој човек денеска зборува за странски директни инвестиции, нив ги немало многу, па требало тој да дојде и да ја оправи работата. Тој е човек на кого на прво место му е партискиот интерес, а потоа државниот интерес. Ако воопшто и тој е на второ место. Затоа на овие избори СДСМ, Радмила и Бранко ќе доживеат катастрофален пораз. Народот на 5 јуни ќе им покажи кој е тој кој што треба да ја води државата во наредните 4 години. Дека тој е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Затоа народот масовно ќе се обедини околу победничката партија, околу ВМРО ДПМН и ќе даде 62 пратеника за победата да биде доволно силна, за да не може никој да се осудува, да прави уцени, закани, притисоци за националните и државните интереси на Република Македонија. Затоа велам дека ова е последната политичка битка во Македонија помеѓу транзицијата и реформите, во кое што ќе победат реформите во Македонија. Победуваме на 5 јуни.
Да живее во мојата помана!